Бисера Јанева, гимназија Славчо Стојменски, Штип, 1 година. Добра вечер, дами и господа. Ќе ве замолам за нешто необично. Не сакам да аплаудирате, претпоставувам веќе сте уморни. Барам од вас само да бидете искрени кон себе. Барем оваа вечер. Само така ќе ме разберете. Се прашувам, колку мина денес си рековте добро сум? И јас се потрудив да си го кажам истото. И не само денес. Почнувам да се трудам секој ден. Станувам, одам на училиште, се смеам, правам муабет, скролам, учам, спијам. И утре, за жал, пак истото. Но прашањето ми е, колку од овие насмевки се вистински? Колку тоа добро сум е искрен одговор? Дали ова е живот или само добро организирана рутина? Маска. Трагикомична фарса создадена за пријатели и непријатели. Каков треба да биде човекот во овој ненормален свет за да го обележи своето постоење? Пародија на училиште, во ресторан, во чаршија. Живот пародија. А впрочем, на сите многу ни е убаво, ти навиду баш ни е гајле. Однадвор речиси сите сме нормални, а внатре нешто се крева, лавина што ме гори, чат што ме задушува и аларм дека немам повеќе време за фарса. Во лудилото од консуматорство и борба со лоши луѓе и енергии, како обезглавени трчаме по престиж, повеќе пари, комфорт, по најновиот модел на iPhone, по најмеќиот душек со не знам каква мемори пена, иако сон не фаќа на него. И така остануваме да си лебдиме во стратосферата од илузии и комплекси, сите со допаминска зависност од консуматорство на туѓата лошотија. Ова ли е цената на растењето? Ми велат, ќе ти помине, не мисли толку, на другите им е полошо. Како мојата болка и свеста се слабост, како чувствата да треба да ги сокријам за да изгледам силна. И така, како грешен ѓавол се учам да премолчам, да се насмевнам кога не ми се смее. Станав автопилот кој наутро полетува, цел ден лета, навечер слетува и плаче за сите. А пилотот замолче некаде длабоко во мене, легнува без раце, без нозе, без душа, изморен од туѓата и собствената фарса. Стануваме бедни во душата. Вака ли сме родени или некој не направи емоционални инвалиди? Телото ми оди напред, а душата останува зад мене. Меѓу мене и неа кањон. И најлошото? Почнувам да мислам дека проблемот сум јас, дека сум слаба, дека претерувам, дека треба само да се соберам. И се медувам од страв да не ме осудат, да не ме наречат чудна, да не ме исфрлат. Лека полека станувам верзија од себе прифатлива за сите, освен за мене. Чекор по чекор складирам цела колекција од маски. Една за на училиште, една за дома, една за излегување. Но чекајте, се уште не сум научила кога да ја оставам маската, а кога да се представам јас. Колку ли персони има во нас и колку ли маски треба да имам јас за вас? Уморна сум од глума. Сакам да живеам гласно, искрено, со сите мои несигурности. И сакам некој да ме прифати таква каква што сум. Може би не е очајна, но храбра и чудна, достоинствена и доблесна, бидејќи јас повеќе не сакам да глумам. Сакам да ги срушам сите ѕидови изградени од туѓи мислења, да побегнам од стигмата дека во јатото на чавки што гракаат, мора да станеш чавка за заедно да си летате.
нашите животи, драги мои, не се списоци за напазар, не се надпревари за освојување. Нашите животи се нашиот глас, па дури и кога луѓето се неми. Затоа сега, не ве прашувам дали ме разбравте, туку ве прашувам дали се препознавте, дали одлучивте да ја симнете маската која донесовте овде и дали, ете да кажам, уживавте во она што јас гласно го изговорив. За вас, драги мои, за да не ве боли повеќе, за да можете утре без маска да отидете на работа, да се насмевнете од срце и да не ви е гајле дали на некого ќе му се допаднете, да не дозволите безвредните да ве китат со нивна маска, навидум, подарена како внимание или драгоцен подарок без повод. Се радувам што вечерва конечно фарсата е мртва. Ви благодарам.